Добро вечер, вести на Канал 5. Поранишниот градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски е правосилно осуден на 1 година затвор, откако апелациониот суд ја потврди првостепената присуда за бесправно градење. Во однос на другото кривично дело за злоупотреба на службената положба, предметот се враќа на повторно судење. Јакимовски пресудата ја нарече политичка. Сандра Спасовска. Скопска апелација потврди едногодишната затворска казна за екс-градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски во предметот поврзан со изградбата на општинската зграда, како што информираат судот постапувајќи по жалбите на обвинетите и надлежниот јавен обвинител, донесена била второстепена присуда, а во изречената казна ќе му биде пресметано и времето поминато во куќен притвор во периодот од 10 март до 15 август 2019 година, што значи дека Јакимовски ќе треба да одлежи затворска казна од уште 7 месеци. Дополнително апелација ја уважи жалбата на Јакимовски во делот што се однесува на обвинението за злоупотреба на службената положба и овластување, и во тој дел предметот се враќа на повторно судење. Во однос на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување, жалбата на обвинетиот е уважена и предметот само во тој дел се враќа на повторно судење. Во однос на ова кривично дело, со оглед дека истото е сторено во период од 2011 до 2017 година, предвидената казна е од 3 до 5 години, па согласно одредбите за застарување, истото би застарело во 2027 година. Јакимовски веднаш по објавата на пресудата на пресконференција рече дека според него станува збор за политичка пресуда, со која тој се спречува да се кандидира доколку би имало наскоро повторни избори во општина Карпош. Јас се надевам дека Врховниот суд ќе биде тој кој што ќе заземе правилен став и ќе ги поништи, односно ќе ги отстрани овие недостатоци на ова очигледно политичка пресуда што е направена овде. За ова што ме товарат имаат исто така два фалсификата, врз кои исто така се обидуваат да ја искористат тие два фалсификата за да ја донесат оваа пресуда, но очигледно дека во оваа ситуација не е битно дали си виновен, туку во моментов има потреба да бидам осуден, а тоа е да бидам спречен да се кандидирам на повторните избори за градоначалник на општина Карпош. Дополнително од судот вела дека предметот во однос на укинатиот дел ќе биде распределен на понатамошно судење кај нов судија, со оглед дека судијата кој досега постапувал не е во одделот за организиран криминал и корупција, а во однос на потврдената затворска казна ќе биде доставен на понатамошно постапување кај судија за извршување санкција. Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје уважи жалбата на осомничениот Стефан Богоев и ја прифати понудената гаранција, со што на екс-директорот на Царина му се укинува мерката притвор во траење од 30 дена. Кривичниот совет донесе решение со кое ја уважи жалбата и ја прифати понудената гаранција на осомничениот во износ од 55.000 евра во денарска противредност, кои ќе бидат депонирани во корист на Република Македонија, како обезбедување за присуството на осомничениот во понатамошниот тек на постапката. Покрај гаранцијата, судот му определи мерки на предпазливост согласно Законот за кривична постапка, односно привремено одземање на патната исправа и забрана за преминување на државната граница. Екс-премиерот Никола Груевски во објава на Фејсбук ги демантираше тврдењата на Александар Маленко дека пред бегството од Македонија престојувал во хотел во Охрид, како што сведочеше во вчерашната кавга со Иван на Канал 5. Никогаш во животот не сум се сретнал и не сум разговарал со Александар Маленко, ниту пак тој бил некаква сериозна тема за било што. Лага е дека последните неколку дена пред моето заминување од Македонија со моите деца и поранишната сопруга сум престојувал во хотелот кој тој го именуваше во Охрид, што лесно може да се утврди со нивното присуство во училиштето, односно работното место во тоа време и големиот број средби кои ги има во тие денови во Скопје. Во истиот хотел сме престојувале истата година околу 7 месеци порано, за време на великденските празници, откаде јас прв заминав неколку часа порано пред другите заради обврски, пишува Груевски. Во одговор на демантот, Маленко го повика Груевски да поднесе тужба за клевета, за да ги соочат аргументите. Дали си бил или не си бил?
Посакувам да поднесеш пријава до надлежна институција во Македонија и што побргу да бидам повикан од надлежни институции, каде ќе ги соочиме фактите со целокупен доказен материјал. Воедно се разбира како европски државјанин, унгарец, имаш потполно право да ме пријавиш и пред надлежна институција во Унгарија, каде секако ќе присуствувам на судско рочиште и истата пресуда во целост ќе ја прифатам, вели Маленко во одговорот на Груевски. Државата е многу близко до конечна одлука самостојно да го реализира проектот Чебрени галиште без приватен партнер. Најави премиерот Христијан Мицкоски, посочувајќи дека станува збор за стратешка инвестиција во водната и во енергетската иднина на земјата. Проценките се дека инвестицијата би чинела околу 1,5 милиарди евра. Треба да се обидеме, и вака народски кажано, да стиснеме заби да го изградиме сами овој проект. Имајќи ги предвид климатските промени, убеден сум дека не само на Македонија како држава, туку и во регионот ќе им треба 2 резервоари за питка вода. Токму тие се тие акумулации таков тип на резервоари. Така што производството на електрична енергија можеби не е примарен предизвик. Сите институции знаеле, но татко и ќерка со години успевале да им пркосат на надлежните и бесправно да стопанисуваат со уникатниот геоморфолошки локалитет Куклица во Кратовско. Веста дека семејството го узурпирало просторот, па дури и наплаќало влезници, предизвика бура реакции во јавноста. Екипа на Канал 5 тропна на врата на локалитетот Куклица. Доколку сакате да го посетите локалитетот Камени кукли во селото Куклица во Кратовско, нема да успеете. Патот што води натаму е затворен со импровизирана капија. Меѓутоа, овде можете да забележите листови хартија на кои што е напишано дека работи објектот од 8 до 16 часот, но и дека се работи за приватен имот. Прашањето стана актуелно откако деновиве имаше реакции на социјалните мрежи дека на луѓе кои што сакале да го посетат локалитетот Камени кукли им било наплаќано влез од 10 до 20 евра од страна на жена. Зашо да плати? Што си паркиран тој, што си улегнал, што си користил, платили? Па нема ни да плати, зашо ова е национално богатство. Стварно? Да. Кој си па ти да кажеш? Даваш и ти фискална? Да ти дам фискална на тебе? Дај ми фискална, одма ќе ги наплати. 8-7 саато не може да дам. Не даваш ни ти такој. Јас се разбрав со тебе пријавите, ама ќе бидеш разрешена. Ти еве улага. Еве, снимам, 3 улага. Ајде, се мамо. Не предизвикувај! Не предизвикувај! Што предизвикувам? Не предизвикувај! Кажи ми што ќе биде ако легна. Абе, не можеш да улегнеш. Од СВР Куманово потврдија дека кај нив бил пријавен случајот за што бил известен јавен обвинител. Инаку во март годинава е донесена првостепена судска пресуда со која се наложува локалитетот да биде вратен во владение, да се предаде објектот на музејот на Кратово, да се отстрани дрвената куќичка која е незаконски поставена и да се ослободи просторот. Сепак пресудата е обжалена и постапката е во тек пред второстепен суд. И од општина Кратово алармираа дека случајот се провлекува со години наназад. Вела дека локалитетот со камените кукли е узурпиран од несовесни лица. Поднесени се и кривични пријави за узурпација на недвижности, а до повеќе институции се доставени претставки поврзани со наводна незаконска наплата на посетители. Покрај наведената парнична постапка, општина Кратово има поднесено и повеќе кривични пријави за кривично дело узурпација на недвижности кои се уште се во работа пред надлежното обвинителство, како и голем број на пријави и писмени поднесоци до надлежните институции, меѓу кои Државниот пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи, каде огромен број на претставки има пратено и од страна на голем број оштетени граѓани. Меѓутоа, за жал до овој момент немаме добиено позитивни информации за преземени конкретни активности, туку одредени паушални констатации. Со оглед на тоа што патот е затворен, единствено овде на локалитетот Камени куклици успеавме да влеземе преку споредни пачиња. Овде се наоѓа и дрвената куќа со која што стопанисува Сдруженијето Извор. Меѓутоа, нејзиниот влез денеска е пломбиран. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.